Градоначалничкиот кабинет денеска полн со медалите, дипломите и пехарите од ликувања за битолчаните кои викендов се вратија со нив од надпревар во Аминдио, Грција во боречки вештини. Тоа беше илјади скупот во джудо и европското во кураж. Прво во саботата со децата настапивме, имаше турнир во джудо за мали деца. Имавме одличен настап, иако децата некој за прв пат се такмичеа. Донесовме 3 медали на огромна конкуренција, во една категорија имаше по 40 дечиња. Вчера, во понеделникот, имаше европско првенство во кураж. Таму настапивме за сениори, таму настапивме со тројца надпреварувачи. Таму со помош на судиите освоивме 3 медали. Судиите беа пристрасни спрема домашните надпреварувачи. Освоив медал трето место бронзен. И јас исто како него освоив трето место. Да, јас бронза и диплома. Ова не се нивни први успеси, неодамна и од надпревар во Црнагора освоија медали и беа прогласени за најдобри борци на надпреварот. Тој е човек кој што 24 часа живее за ова. И мислам дека еден од многу ретките, можеби единствен, кој што во 6 различни спорта донесе еден куп медали. За деталите ќе ви кажи тој, но мислам дека само на ваков начин, со една исклучителна, голема волја и посветеност може да се постигне резултат. Искуствата за да бидат пренесени на младите кои сакаат да тренираат некоја од вештините. Председателот и инструкторите ги стекнуваат ширум светот. Претежно се такмичиме во граплинг, џиу-џицу, самбо, боево самбо, џудо и еве најново сега и во кураж, еден вид стар вид на џудо по стари правила. Тие боречки вештини се разбира дека мора некој да ви ги пренеси. Тие се за прв пат некој од нив донесени и во градот и во државата. Ние имаме организирано огромни семинари, семинари со луѓе кои во боречките спортови важат за легенди. Донесовме луѓе од Австралија, од Америка, црни појаси во џиу-џицу, соработка со Самбо Федерацијата на Македонија, со председателот кој носиме самбо инструктори. И кога сонот ќе стане реалност, доаѓаат успесите, вели народот.